Добар ден, почитувани гледачи, време е за отвореното студио на телеканал А1. Денеска разговараме на доста интересна тема, верувам дека сите вас ве интересира како и што всушност работи Државниот завод за статистика на Република Македонија. Во ова отворено студио ќе имате можности да слушнете што покажуваат статистичките податоци од неколку области во југоисточниот дел на земјава. За таа цел го поканивме Дејан Станков, заменик директор на Државниот завод за статистика, докторант на економски науки, статистичар со работно искуство во Европското статистичко биро Евростат, фокусиран на статистичката работа веќе 9 години. Господине Станков, добар ден и добре дојдовте во отвореното студио на телеканал А1. Добре ве најдов, благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Кога ќе се спомне статистика, веднаш помислуваме на податоци, бројки и проценти со кои нешто се брои и се споредува. Што всушност да објасниме е статистика и кога се појавиле првите статистички операции? Добро, речиси секој аспект од нашите животи можеме да го прикажеме со помош на бројки, односно статистички податоци. Бројот на склучени бракови, бројот на родени деца, вработувањата, просечната плата, индустријското производство, бројот на туристи, бруто домашниот производ се дел од секојдневието кое што статистичарите секојдневно го следат и бележат. Меѓутоа, самиот број сам по себе не ја создава приказната. Статистиката е таа која што на бројките им дава смисла, ги претвара во кратка и објективна и разбирлива информација со помош на која што компаниите креираат стратегии и бизнис планови, политичарите гласаат за правилни јавни политики, а поединците го напредуваат квалитетот на живење. Првите статистички операции за кои што се знае се спроведени во стариот Египет и во Кина 3000 години пред нашата ера. Изградбата на големите храмови во Кина, потоа пирамидите во Египет барале голем број на работноспособно население, како што овие активности успешно и би се завршиле со тоа што евиденциите станале неопходна акција. Овие евиденции подоцна се прошириле и на военоспособното население и на имотот на граѓаните, така што иако примитивни, сепак овие статистички операции давале одредена стика за воената и економската моќ на земјите во тој регион. Потоа во Стариот Рим, во време на императорот Силвиус Тулиус се спроведени првите пописи, односно евиденции на населението. Старите римјани овие статистички операции ги нарекле цензус, така што овој термин подоцна е имагинарно прифатен термин за сеопфатно статистичко мерење. Што се однесува до современиот развој на статистиката, тој се поврзува со првиот конгрес на статистичари одржан 1853 година во Брисел, а денес статистиката е насекаде околу нас, на интернет. Секојдневно ние свесно или несвесно користиме статистички податоци, при што статистиката и статистичката писменост представуваат императив на 21. век. Покрај лингвистичките вештини кои што се неопходни за секоја индивидуа, потоа IT вештините и статистичките вештини представуваат задолжителна вештина во денешното современо живење. Зошто е важна статистиката и каде се наоѓаат примена статистичките податоци? За важноста на статистиката говори и фактот дека пред 2 години Обединетите нации го прогласија 20 октомври како светски ден на статистиката под мотото "Подобри податоци, подобар живот". Исто така и европските статистичари се придружија кон одбележувањето на овој ден како Европски ден на статистиката, исто така и Република Македонија, односно Државниот завод за статистика имаше неколку активности со кои што го одбележа овој ден. Една од активностите беше и организирање на караван за статистичка едукација помеѓу средношколската популација, односно идните академски граѓани, со цел да се промовира статистиката, да се зголеми свесноста за важноста од статистичките податоци помеѓу оваа средношколска популација, во кој што караван беа посетени средните училишта во Скопје, меѓутоа и средните училишта во поголемите градови во Република Македонија, меѓу кои што и Струмица и Радовиш во овој регион. Статистиката служи за планирање на политиките, затоа што при планирање на секоја секторска политика или за мерење на ефектите од неа, неопходно е да се знае која е незината состојба. Па така, доколку немаме статистички податоци, не можеме да осознаеме ефектите од одредени креирани политики, одредени спроведени мерки. На меѓународно поле статистиката представува еден
интегративен фактор, затоа што само на тој начин може меѓусебно да се обединат држави кои што меѓусебно се различни. Денес статистиката представува неопходност во процесот на донесување одлуки базирани на факти. Покрај за носителите на одлуки, статистиката е неопходна и за академската заедница, за истражувачите, за бизнис заедницата. Ние минатата година организиравме многу средби, презентации пред бизнис заедницата, кои што покрај фактот дека имаат обврска да доставуваат податоци од нас, сакавме да зголемиме свесноста кај нив дека тие може да имаат и одреден бенефит од статистичките податоци, односно да ги користат во процесот на донесување на одлуки, креирање на политики, донесување на бизнис планови и така натаму. Кажете ни нешто повеќе за Државниот завод за статистика. Државниот завод за статистика ја обезбедува Република Македонија, Европската унија, светот и генерално јавноста со независни статистички податоци со висок квалитет, а кои што се однесуваат на македонската економија и општество. Современата македонска статистичка приказка започнува во далечната 1945 година, кога е формиран Федералниот статистички уред, за да во 1991 година со самостојувањето на Република Македонија, Државниот завод за статистика доби една поинаква улога, а тоа е да произведува и да дисеминира меѓународно споредливи статистички податоци за Република Македонија. Низ сите овие години се менуваше македонското општество, меѓутоа прибирањето, обработката и дисеминирањето на статистички податоци беше константа. Па така денес Државниот завод за статистика спроведува над 300 статистички истражувања од сите сфери на општествено живење. Имаме современ електронски систем на прибирање на податоци, современи модерни технологии користиме, инвестираме многу во човечките ресурси, односно во вработените во заводот преку тренинзи и обуки, така да слободно можеме да кажеме дека денес нашите вработени, стручните лица во Државниот завод за статистика се рамо до рамо со нивните колеги од земјите членки на Европската унија. Во овој контекст од витално значење да се согледа дека само официјални статистички податоци, произведени и дисеминирани од страна на Државниот завод за статистика, Народна банка и другите носители од националниот статистички систем, како и Евростат на европско ниво, се официјални податоци со висок квалитет, меѓународно споредливи, добиени врз основа на заеднички договорени принципи, стандарди, методологии и технологии кои што се разликуваат од другите податоци достапни на интернет денес. Овие податоци не само што се сигурни, како што кажав, се и меѓународно споредливи со земјите членки на Европската унија. Податоците од Државниот завод за статистика, покрај тоа што се објавуваат на нашата веб страница како примарен дисеминационен канал, се доставуваат и во Евростат, каде што се објавуваат после валидацијата во Евростат и на ниво на Европска унија, односно заедно со земјите членки на Европската унија, секако и за Република Македонија како земја кандидат за членство во Европската унија. Ние во последниот период инвестиравме доста ресурси за по-современо дисеминирање на статистичките податоци, односно статистичките податоци да бидат подостапни за сите категории на корисници. Па така имаме издадено нови публикации, каде што преку визуализација на податоците се обидуваме на поедноставен начин да ги прикажеме статистичките податоци. Покрај овие публикации, веб страницата навистина сметам дека ни е user friendly и на нашата веб страница може да се најдат многу корисни информации за сите сфери на општествено живење. Кои се најкоментирани и најинтересни податоци за јавноста се продуцирани од Државниот завод за статистика? Како што кажав, Државниот завод за статистика спроведува над 300 статистички истражувања, меѓутоа одредени индикатори секако дека се поинтересни за јавноста, се покоментирани секојдневно во медиумите. Секако брутто домашниот производ кој што се произведува и се дисеминира од страна на Државниот завод за статистика е еден од најкористените статистички податоци од јавноста како индикатор за мерење на развојот на македонската економија. Потоа стоковната размена со странство, односно извозот и увозот од Република Македонија и во Република Македонија. Благодарение на ова истражување ние знаеме денес кој е нивото на извоз и кој е нивото на увоз
при што во последните неколку години имаме раст и на извозот и на увозот, меѓутоа она што е добро е фактот дека извозот расте со побрзо темпо, со повисоко темпо за разлика од увозот и во последните неколку години имаме промена на структурата на извозот, така да се повеќе се извезуваат производи со повисока технолошка вредност. Исто така од ова истражување ги знаеме и главните трговски партнери на Република Македонија покрај соседните земји Грција, Бугарија и Србија, тоа се Германија и Велика Британија. Потоа доста интересен податок и актуелен во јавноста е податокот за стапка на вработеност, односно невработеност, која што се продуцира од страна на Државниот завод за статистика. Во последен период со развојот на туризмот во нашата држава се побарани се и податоците од областа на туризмот, па така во 2016 година со цел да излеземе во пресред на корисниците на податоци, ние спроведовме неколку истражувања од областа на туризмот, кои што податоците ќе бидат објавени во текот на 2017 година. Секако земјоделието, знаеме дека земјоделското производство учествува со околу 10% во бруто домашниот производ. Минатата година спроведовме така наречен мини попис на земјоделие, односно структурно истражување на земјоделските стопанства, каде што се прибрани голем број на варијабли со кои што може да се следи развојот на македонското земјоделие. Дали Државниот завод за статистика располага со податоци за југоисточниот регион? Еве дали можете да ни представите некои интересни податоци за овој регион? Секако. Освен податоци кои што се прибираат и продуцираат на ниво на Република Македонија, Државниот завод за статистика објавува податоци и на ниво на регион, за што имаме и посебна публикација регионите во Република Македонија, која што публикација е достапна на нашата веб страница. Што се однесува до југоисточниот регион, можам да кажам дека според последните податоци во југоисточниот регион живеат 173.560 жители и околу 8,4% од вкупното население живее во овој регион, при што бројот на живородени деца е 1910, а бројот на починати лица е 1860, односно на 1000 жители се раѓаат по 11 живородени деца, а починуваат 10,7 лица, што нели имаме одреден позитивен природен прираст. Просечната возраст на мајките при првородено дете е 25,7 години, при што како и во другите региони и овде имаме поместување на оваа граница нагоре, што е показател нели дека младите се подоцна стапуваат во брак. Интересен е податокот дека имаме 52 лица во југоисточниот регион кои што имаат 95 или повеќе години, од кои што 15 лица се машки, а 37 се од женскиот пол. Најчести имења во вашиот регион машки се Ристо, Александар и Никола, додека женски се Елена, Марија и Катерина. Така. Дали располагате и со податоци за образование? Еве колку дипломирани студенти имаме од регионот? Според последните податоци за учебната 2015-2016 година, бројот на дипломирани студенти од југоисточниот регион е 622 лица, што со стапка од 3,8 дипломирани студенти на 1000 жители е под нивото во Република Македонија. Меѓутоа интересен е податокот дека на ниво на Република Македонија споредбено учебната година 2015-2016, споредбено со учебната година 95-96, имаме раст на бројот на запишани студенти за околу 200%, што секако нели допринесува и отварањето на новите универзитети во Источна Македонија, универзитетот Гоце Делчев, каде што нели факултетите станаа подостапни за самите студенти, поблиску до нивното место на живење и имаат шанса да студираат и оние студенти чии што родители можеби не можат да си дозволат да ги пратат своите деца на школување во главниот град. Така. Државниот завод за статистика е актуелна во медиумите со податок за стапката на невработеност. Дали располагате со информација колку изнесува стапката на невработеност во југоисточниот регион и колкава е просечната плата? Како што кажав, стапката на невработеност е една од најчесто коментираните статистички индикатори произведени од страна на Државниот завод за статистика, па така на ниво на Република Македонија оваа стапка во изминатата 2016 година изнесуваше 23,4%, додека на ниво на југоисточниот регион стапката на невработеност изнесува 16,7%,
значи имаме една поповолна ситуација во југоисточниот регион, што е само показател дека креираните политики за намалување на невработеноста, за поддршка на земјоделството даваат резултат. Што се однесува до други интересни податоци произведени од ова статистичко истражување, тоа е стапката на активност на населението, каде што во југоисточниот регион е забележена највисока стапка на активност од 68,4%, односно токав е процентот на активно население во овој регион и споредбено со другите региони овде имаме највисока стапка на активно население, што веројатно се должи на фактот дека дел од категориите на граѓани кои што традиционално се пасивни на пазарот на труд, овде имаат одредена работна активност, а тоа се пензионерите, младите лица кои што нели имаат работна активност во секторот земјоделие. Што се однесува до просечната плата, овде имаме една друга ситуација да просечната плата во југоисточниот регион и во овој струмички регион изнесува 16.946 денари и за разлика од другите региони овде имаме пониска просечна плата, што е показател дека струмичките компании за разлика од другите региони даваат пониска просечна плата. Инаку ова просечната плата на ниво на Република Македонија за 2016 година изнесуваше 21.906 денари, а како на ниво на Република Македонија, така и во струмичкиот, односно југоисточниот регион, највисока просечна плата е забележена во секторот информација и комуникации. Нашиот регион е земјоделски. Со какви податоци располагате од областа на земјоделството, еве конкретно за нашиот регион? Така, како што спомнав, ние минатата година спроведовме едно доста обемно статистичко истражување од областа на земјоделството. Според последните податоци во југоисточниот регион има вкупно 25.818 земјоделски стопанства, при што според класификацијата на економска големина, најголем дел од стопанствата, односно 40% се класифицирани во првата класа на економска големина според земјоделското производство, односно во која што класа се класифицирани земјоделските стопанства кои што имаат земјоделско производство до 2000 евра. За разлика од струмичкиот регион, бројот на стопанства, односно процентот на стопанства класифицирани во оваа најниска прва класа на ниво на Република Македонија е 50%, што е само показател дека во струмичкиот регион имаме поголем број на земјоделски стопанства кои што се занимаваат попрофесионално со земјоделската дејност и кои што покрај за сопствено производство нели се пазарно ориентирани и производството го продаваат го пласираат на пазарите. Вкупното земјоделско производство од овој регион е околу 10 милиарди денари, односно 165 милиони евра, при што се произведени околу 102.000 тони домати, 91.000 тони пиперки, 96.000 тони грози. Од вкупниот број на говеда, околу 16% се во југоисточниот регион, односно југоисточниот регион располага со 37.132 глави на говеда. Нашиот регион исто така има и голем туристички потенцијал, особено со Дојранското езеро. Каква состојба регистрира статистиката во оваа област во последните неколку години? Во последните неколку години е забележан тренд на пораст на туризмот како на ниво на Република Македонија, така и во југоисточниот регион. Ова е представено нели преку зголемување на бројот на легла и бројот на туристи. Во југоисточниот регион ова најмногу се должи на ревитализацијата на Дојранското езеро и подобрувањето на туристичката инфраструктура во Дојран. Па така според последните податоци во југоисточниот регион имаме вкупно 2404 соби со 6316 легла, а во 2016 година имало евидентирани се 133.328 туристи, од кои 51.185 странски туристи. Господине Станков, јас ви благодарам што одвоивте дел од вашето време, што бевте гостин во нашето отворено студио и се надевам дека повторно ќе имаме можност да мислам ќе ни биде чест да бидете повторно наш гостин во некоја наредна прилика. Ви благодарам за поканата. Почитувани гледачи, и вам ви благодарам за вниманието со кое секогаш не следите. Се гледаме повторно во наредното издание со нови содржини, а вие останете со програмата на телеканал А1 и имајте пријатен ден.